Денешниот тайм-аут за прв пат во оваа сезона ќе биде посветен на автомотоспортот. Наш гостин денеска е Горан Хаџилјовски Чајка, најголемата македонска легенда во автомотоспортот. Горан, ти благодарам што прифати да бидеш наш гостин во тайм-аут за прв пат кај нас. Па благодарам и за поканата што сум гостин во вашата реномирана телевизија. Јас секогаш сум бил драг гостин во сите овие емисии. Се сеќам дека уште давна, негдека 98 година, телевизија Киси, македонска телевизија, дојдоа да го снима моето искачување со мотор на титовар. Тоа беше многу одамна, 98 година. И јас имам голем респект према телевизијата. Се надевам дека у ова мало непријатно време сега што ни се дешава, ќе направиме една добра емисија за гледачите у град Тетово, да им биде вака тоа време што го поминуваат дома и треба да се дома, да им биде малку позабавно. Ти си еден голем љубител на моторите и на автомобилите нормално. Имаш голем број на подвизи, си еден голем авантурист. Меѓутоа, на почетокот сакам да ни кажеш како се роди љубовта кон автомобилите, моторите и кон брзото возење. Ја ќе кажем ова по тетовски, знаеш како вика, кој му ја пикнат шивијата, нели? Така да ја, вечно ќе му бидем благодарен на сега покојниот Перо Тушич. Ја се од него сум научил, од него се сум научил од возењето до поправањето на моторите, до одржавањето и се. Првото му е, како да кажем, ватрено крштење, ме однел он, тоа беше у Кавадарци Тиквешки Гроздобер се викаше, и прв пат ја у мојот живот, тоа е 79-та негдека, прв пат се испробав на стаза, не со успех, не сум имал искуство никакво, тука имало преку 30 возача, јас сум бил прво година многу мал, а другите биле сите поискусни од мене и подобри мотори имале. Сум успеал, ако ништо повеќе, на почетокот да се умешам у првите 5 од 30 мотора, и тоа веќе почна љубовта кај мене да се јавува за тој тип на спорт. Така да, знаеш, ја ќе кажем, секогаш и кажем, успомените се најубавото нешто што можеш на еден свој живот да му го поклониш. Така да, тоа е период кај што јас сум се дружел, например, со Перо Тушич, и баш ми е жал што не се направи телевизија Киседна емисија со него, зашто тој беше стварно легенда, И сите стази на некогашна Југославија сум ги видел и сум ги опробал со него. Он ме однел на Ушче, он ме однел на Берановац у Краљево, он ме однел у Ново место, он ме однел на Петроварадинска тврđава, он ме однел у Ниш, тоа са, па после кроз стазите биле Савски, Маров, Чрномелј, Словенија и да не ги набројам. Се што сум научил нешто у тоа време и што можело да се научи е негово дело. Така да, тоа биле тие први почетоци кои моето дружење со него траело некаде повеќе од 15 години. Знам дека си одличен скијач, знам дека си карате мајстор. Меѓутоа, што беше пресудно да одлучиш дека треба да се занимаваш со автомотоспортот, а не со карате, скијање или некој друг спорт? Па видите, у автомотоспортот, јас како дете ќе ви кажам, јас сум имал у тоа време многу две, што значиле за некогаш на 80-та година, две возила кои биле многу брзи за тоа време. Opel GT, кој што у тоа време бил со некаде 3000 кубика и со 4 карбуратора, кој што како од шала, 80-та година сум возил 220 на тој едно со две ленти што беше Тетово Гостир, две ленти, не беше автопут. Тоа сум возил 80-та година 220, 230 и Fiat 132 што ги возија тогашните вечни директори на град Тетово. Ја отидов у Риека, го купив, се сеќавам 132 Fiat кој што имаше у тоа време добри 150 коња. Тоа беше многу страшно. Се водеа тие Fiat 132 рели Абарт. Така да, од тука почнува таа мојата љубов и после, од која се префрлив на моторите, прв предизвик у мојот живот е, например, секогаш кој сум дел, сега како што е помодарство да сиде на Бањиче, кој чидев на кај Бањиче, ќе видев испред мене кобилица.
и оддалеку кобилица га гледате е многу шпиц. И ја првиот, значи, тие детски болести прилежани у малите моторшиња, значи секој почнал со Томовче, па поголемо Апин, па дошол до 1.14, свето специјалка и после доаѓам до прав вистински мотор кој што имал у тоа време, значи 34 коња. За двотактен мотор од 250 кубика, тоа било у тоа време многу јак мотор, значи. И секогаш ми била желбата, викам, морам со мотор да се качим на врвон кобилица, како дете. Значи, како дете. А како дете, после од мојата 16-та година, до недека 35-та сум бил многу несташен, ја признавам. Значи, многу несташен, ама Господ ме чува у сите тие работи. И така да, никому не сум ни кажал. Значи, на кобилица сум се качил 79-та сам. Сум на мотор, ранец со мене, сум отишол Шипковица, Бродец, низ шумата, низ ливадите, низ бачилата, горе се качив. Како дете, не искуство никакво. Ама успеав се качив и слегов. Имаш казни за сообраќајни прекршоци? Убаво прашање. Значи, за мотор, за 42 години немам ниедна платено казна, мислим, не ме казнила полицијата. И немам, за 42 години, ден денеска, кај сакате можете да се провери у секоја архива, немам ниедна казна. А за кола имам, мислим дека имам едно 3-4 и сум ги платил, вистина. Сум погрешил, моја можда вината, ама, знаете како, некојаш не можеш да контролираш адреналинот, едноставно тој е појак од тебе и така да. Кажавме, дебитираш на трка во Кавадарци и кажа дека е неуспешно деби, бидејќи си се уште млад, неискусен. Кога доаѓаат првите успеси во поранешна Југославија на автомототрките? Види да ти кажем, у Кралево, у Берановац, значи Берановац е најдлгата стаза кај што сум се опробал, а била најдлга стаза на ниво на Југославија, 5250 метра била најдлга. Па после, а најкратка била уште 2230, такво само со леви кривини, значи само со леви. После имало у Словенија стазе, ми у Македонија не сме имали, ден денеска немамо, значи ми имаме една ридско-брзинска стаза што се води на водно и околу македонска телевизија, што тоа не е стаза, не може да биде стазата. Значи, првите успеси, и се ќе ти кажем, на легендата на тогашна Југославија, Вук Томановиќ. Значи, покојни Перо ме упознава и вика, ќе донесем едно дете многу талент за мотори. И мене ми вика, ќе те упознаем, вика, а Вук Томановиќ, легенда у класа 250, непобедлив, убедливи 5-6 години, не може никој да опави. И у разговор меѓу мене и него, и му кажува Перо, вика, ова е детето што ти кажува да донесеш, и што со него смо, како ти кажем, многу рейтинг кај луѓето у Југославија имаш. И се сеќам, вика, ќе го пуштимо на пробно возење со другите и ќе видиш како вози. Иначе, пробно возење со сите останати, например, у таа класа у која што сум возел, например, имало околу 30 до 40 моторџи и значи, се пробува пробните возења, тоа ти е у субота, у неделја е главната трка. Значи, успеав од тие 30 и такво да еден од најуспешните мои такво е да бидем 6 или 7, не ме држи за збор, така нешто беше. Ама се доделија признанија, пофалници и тоа време. И по завршувањето на трката доаѓа тој Вук Томановиќ и му вика на Перо, еве ќе ти кажем стварно детево е талент, вика, ама ќе ти кажем која му е грешката. Што направи цело време го прате, вика, на стаза, грешка, вика, ми вика, зошто стално се вртиш позади, ми вика, додека возиш. Па ја му викам, за да овој позади да не ме престигне, викам, затоа гледам да избегам. Вика, види да ти кажем доживотно да знаеш, вика. Тој ако е подобар од позади, би бил пред тебе, вика. Ти треба да се трудиш овие што са подобри од тебе, пред тебе нив да ги стигнеш. И немој, вика, никогаш да се вртиш. Така да тоа ми остане едно така совет и успомена од него. И понатаму, мислим, имав многу успеси, а меѓу, значи, таа е голема, значи, тоа е огромна, како да кажем, раздалина на години од 20, кај што веќе доаѓам до сега многу јак мотор, значи мојот мотор, слободно можем да кажем, е најакиот мотор у Македонија, може и на Балканот, кој што има 247 коњи, кај што може да се надогради плюс
Затоа што ваквиов мотор, као ја што го имам у Америка у моментов, имаа по 400 коња. Тоа е страшно. Значи, убрзава моторот 1,6 до стотка. Тоа е, значи, Г силата... 1,5 секунда. 1,5 секунда стотка. Јас стигам до 300 за 16 секунда. Значи, тоа е голем јак притисок на вратот, претежно на главата на кацигата. Значи, тоа мораш да го издржиш. Претежно на овие трки што се сега, што се популарни, а покасно ќе ги наведеме нив, 402 метра са тие. Значи, вие треба да имате многу и јака рука, значи, и многу прецизен микро милиметарски старт. Не смеете да сгрешите никако. Сгрешите ли, тоа се во прашање секунди, кај што ја, например, мојот рекорд, ќе ти го кажем од Вршац рекордот, на авиописта, значи, мојот рекорд е на 402 метри 8,2. Значи, кај што се достигнува максимална брзина од 270. Значи, светскиот рекорд е 7,9. Зборимо, значи, ова за сериски мотори, не зборимо за она со уградување ракетни мотори, турбо, сериски мотор кој што сум извадил, а сум почнал од 8,9, со појачување на мотор сум дошол на 8,2. Тоа е веќе, значи, не верувам дека може за сега у Македонија да го постигне некој тој рекорд. Да. Колку е битен моторот за да се постигне поголема брзина или за да се победи? Дали е најбитно да имаш што појак мотор или е многу битен и возачот што го вози моторот? Види, тие две можеш да ги скомпензираш и да ги склопиш у едно. Значи, ти џабе ако имаш добар мотор, а не знаеш да го, како да кажем, знаеш да мораш со моторот да бидеш едно, усклопен у него. Значи, со моторот тебе ти дава, значи, ја користи снагата, ама знаењето мораш да знаеш когај, значи, когај да го примениш тоа што треба да го примениш, за да го искористиш правата снага на моторот. Значи, ќе ти кажем само еден пример, мојот другар од Загреб, Зоран Мајцен, вика, те гледав, вика, на стаза, вика, никогаш од позади тоа закочење ни се уклучува, вика. Викам, види, ја сега имам една техника на која што многу длго сум го усовршил за легнување. Значи, тоа е, како да кажем, мало е постаромодно сега да го легињаш моторот, па не знам што. Сега има, ја што сум го усовршил, многу време ми требало. Значи, делот, не знам, микросекундата, пред кривината да закочиш, моторот да клизне, а да дојде затоа што кој моторот ќе клизне, он останува у правецот на путањето кај што треба да иде. А за разлика, значи, ти губиш време кога го легињаш, сега веќе тебе ти треба ново префрлање на телото, за да тежината да ја преносиш и да го испреш за да дојдеш. А ваму директно идеш право на стаза. И тоа е многу битна работа. Значи, конските сили са многу битна работа у еден, како да кажем, на стаза, на старт, на тркање, значи, многу са битни тие. Значи, конските сили, суровата снага, значи, сега дојде електрониката да надвладее на све, но суровата снага на некогашните мотори што биле е многу, и денес многу е за респект. Значи, кој била суровата снага на еден мотор, кој не била електрониката, возачите биле многу поспремни за возење. Значи, си морал да знаеш да возиш. Се знаело кога можеш да легнеш, кога можеш докаде е границата со коленото да го допреш асфалтот и кога е делот такво путањето, значи тебе очите те вода дур возиш. Значи, кај што возиш, очите кај што гледа, таму иде моторот. Значи, не рацете, очите кај што возат, значи се е тоа поврзано со мозокот и се така. Имаш изгубена трка во Македонија од македонски возач? Види да ти кажем, тие трке што били на 400 метра, значи имамо ќе ги поделимо на многу ми е жал прво да кажем што Македонија многу малку организира, значи многу малку организира трке на овие за 400 метра. Значи немој да бараш ти успех на стазата у Кичево, кај што пред 50 години се учело да се вози камион. Значи кој успех си сакаш, која брзина сакаш да го постигнеш? Јас сум постигнал стварно на празна стаза, на рамниот дел на Кичево сум постигнал 270. Тоа е страшно. На таа стаза да постигнеш кај што возеле војници, кај што учеле у ЈНА некогаш да учат возење. Разбираш, и тоа е
знаеш, умешност и тоа, значи, а на трке што се организирани на црно и овие што се регулар, значи јас сум учествувал ван Македонија, значи овие гледачи на град Тетово да не мисли, јас само се возим со моторов низ град. Значи јас сум бил прво низ многу од некогашните ју простори, многу држави, сум постигнал, не сум бил први, ама сум имал трето, четврто, пето, седмо, на ендуро надпревар сум бил, например, многу добар резултат. Ко 130 возача сум извадил седмо место, кај што и сум имал многу, тоа ќе кажемо после, околу падојте, јас сум кажал, значи, појќе животи од мачката сум имал, кај што сум ги потрошил 7 до сега, али имало Господ, јас сум верник, значи не сезонски верник, вистина верник сум, така да имало Господ ме чува. На овие уличните што се организираа од 2002 до 2005 немаме изгубено, кој сака слободно може да провери да тако. Значи сум учествувал и у двојки и у тројки трке што се. Тоа се трки со мотори или со автомобили? И со мотори и со автомобили, затоа значи автомобилот сум го ми бил значи многу јак до негдека 2007-2008, значи сурова снага имал 420, моето Порше имало 420 коњи, кај што многу мало и ден денеска можеш низ Македонија да најдеш со 420, кај што за 5 секунда стигаш стотка, значи. Ама сега више отие техниката и јас се повлеков од тие трке што кој отидов на Ушче, кој што мојот другар Синиша Станоев од Нови Сад, исти модел на Порше донесе со 600 коња. Значи више не можеш ти да му бидеш никако конкурент. Значи само можеш да го видиш позади Алспукот, ништо друго. Значи отиде техниката многу напред. Значи а конската сила како конска сила ако сакаш да е, се плаќа таја. Значи се плаќа една конска сила, вистинска конска сила е 100 евра у моментов да имаш на едно возило. Значи 10 конски 1000 евра. Па сега рачуне ти можеш да го наредиш колку сакаш. Не као што сега, например, децава у Македонија ги лажа, ти го чипуевме аутото, уствари ги лажа овие мајстори поумешни, знаат да ги излажа, уствари они му го ваѓаа само граничникот на обртомерот за машината која фабриката го става, за да ја заштити машината, да дојде до 6500 обрта и тој да почне да исклучи. Они ќе му го исклучи тоа, моторот влага у црвено, он мисли дека му е чипувано аутото, уствари не знае дека само му е тргната граничка, а им земаа пари, мислим греот. Добро ги спомена тие нелегални трки. Се организирале на автопат Тетово Гостивар. И како се организира нелегална трка? Значи има возила на автопат или Не, тогај кој се организира, ќе ви кажам, значи тогај беше сообраќајот, као сега кој е полицискиот час, нели ние тога имавме и полициски час, ама тогај, на пример, после кој дојде од 2002 до 2005 беше еден хаос во оваа држава, а посебно нашиот град. Значи ред никаков. Значи таму имаше публика 3000 души. Значи 3000 души. Пишуеше у новине, значи јас не сум го напишал тоа, значи пишуеше патот на стравот и ужаста. Значи кај што после 4 сат, например, после 4 сат никој не проаѓаше на тоа. 4 сат са вајле? Не, 4 попладне. Значи не се проаѓа, се дешава непријатни работи, тога уште војната, како да кажем, заврши свежо, имаше некакви киднапирања и луѓето се ограничуваат тој пат и патот беше скроз слободен, значи и тога и се организираа тие навечер имаше, можеме да кажем, по 20, по 30 трке на по двојки или тројке, зависи дали биле мотори, коли, али беше, мислим, многу интензивно и многу јако беше тоа време. А која е најголемата брзина што имаш постигната на официјален надпревар? На И која е најголемата брзина која што имаш постигнато на улица, значи, кај што има сообраќај и слично? Значи, на официјална мерена, значи со професионалното мерење у риека е 312. Значи 312. И сега сакам да се надовршам со мотор. Значи сега да се надовршам на тоа што мојот мотор фабрички иде 323. Фабрички, значи ништо да не му правиш, а сега тек е мојот преправен, значи 323. И е фабрички. Значи комотно на убава стаза можеш да си го, ако имаш знаење и умешност, да го пуштиш 300. А сега како што е, значи сега како што е моторот направен, мислим дека може да достигне до 340. Спомна дека учествуваш на ендуро надпревар. Може да извоиш некои такви големи надпреварувања кај што имаш учествувано? Сум учествувал, значи, кој што исто така ќе ми биде повикан бев од
мојот другар Желко Малар, покојен е тој, значи, тој организираше на Слеме. Значи, од таму сум ја добил идејата, јас да го организирам у Кичево, им дадов. Значи, најубавото нешто кај нас што се организира за ендуро надпревар за джипо и мотори е во Кичево, ама не на стазата, горе у планина. Значи, стаза од 132 километра другачка. Значи, тргнуваш од Кичево, идеш на Мавровско езеро, па вртиш Галичник и Лазарополе, слагаш негде кај извор во Кичево. Значи, тоа е нешто најубаво. А тоа јас сум го пренел на, таму им дадов идеја. Тоа може и кај нас у Тетово да се направи, али таму е идејата успешна беше, значи стварно многу, а сега ќе кажем за Слеме. Значи тоа е Слеме, повикам, викам, ја имам, сега не е можда конкурентен мотор, али Африка Твин е баш добра. Као такво, ќе дојдем, нема проблем. И поприличен број, ја мислев као нешто ќе биде ревијално, уствари поприличен број на возачи. Значи се сеќам тогај, ќе кажем после од тие повредите мој, значи поприличен број на возачи, околу 130 возачи, кај што со пат, кај што имав пат и повреда, успеав да дојдем седми. Значи туи зборимо за возачи од бивша Југославија, зборимо за аустријанци, италијани, немци, словенци, сите тие, значи тоа било стварно добар надпревар, кај што ете, значи можда имало подобри мотори од мене, ама искуството што сум го имал, значи ја како кој сум почнал на почетокот на мојата кариера, поќе сум го сакал крос и ендурото, него брзинските. После дојдат брзинските, од 90-та дојдоа брзинските нагоре. Гостите обично ги прашувам дали имаат некоја неостварена желба или неостварен сон. Тебе нема да те прашам тоа, бидејќи знам дека неостварена желба ти е учество на Париз Дакар. Зошто Горан Чајка не учествуваше на Париз Дакар? Види, тоа беше една голема приказка, кај што стварно да ти кажем, жал ми е што политиката свегде ги меша прстите. Значи, туека ова се дешава 2005 година, кај што ја купуем со 300 муке да најдем прво мотор, КТМ 640 LC, со 4 резервоара за гориво, значи. Ја го купуем, значи, 2005 година, го купуем со врске со пријатели, половен, не нов. Нов е 25.000 евра. Половен од еден аустријанец ми го наоѓа Миран Становник, човек кој што учествувал 15 пати на Париз Дакар. Значи, он ми го наоѓа и јас со него сум возел, чисто кој сум се припремал за Дакар и со него сум возел и сум сакал он да ми каже дали сум јас спремен, дали можем да ме види како возим и он да каже, он е меродавен, еј, можеш, не можеш, човече, немој да биде да се појавиш. Ја, например, за мене тоа не важи, тоа важно е учествувате. Значи, за тоа таа парола за мене не важи. Не може да учествуев од 25 возача, 23. Како си учествувал последен? Мислим, немам да разберем тоа. За мене не може тоа да прави. И он ми вика 3 дена возевмо со него, и тој ми вика супер возач си, вика свака час, вика усе на ова ќе ти кажем, ти треба само да те послужи среќа. И ја му кажувам дека окей, ваму со другарот Зоран Мајцен ми е другар кој што лиценцата, оваа што ја имам, значи, е негово дело, значи негово дело и он ми вика вака. Види да ти кажем. Он е главен човек на мотоспортот у Хрватска. Значи и он вика, види да ти кажем. Јас и мои другари ќе те поддржимо да бидеш дел на хрватската репрезентација за учествување на Париз Дакар. Значи тоа ми е најголемата грешка у мојот живот што сум го направил, што не сум прифатил. Значи јас не сум отишол да им речем ја, они рекли. Јас не сум отишол да им речем напишите у новина или познавам таму новина. Они напишале. Они ме повикали у нивната телевизија, знаете, у ХТВ1 сум бил гостин 24 минути. Кој ќе е Санадер? Од Санадер, да. И он ми вика вака, викам види да ти кажем, јас сум македонец, јас сакам да представувам Македонија. И тоа убеден дека политичката елита 2005 ќе ме поддржи и ми обеќава. Знаеш како, ми обеќава и ја верувам као бумбар у стакло удирам, викам ова 100% ќе ми помогне. И веќе ја влагам со сума, 2 мотора купувам за тренинг и 1 професионален. А да не ти кажувам опрема.
Тоа време опремата, например, сум купил чизме кои што коштале 350 евра, камилче за на грб за вода, пиење кој што коштало 150 евра и да не зборим, с опрема мораш да имаш професионална таму. Две кациге кои што коштали исто 400-500 евра. Значи, сум бил максима, а оние од Хрватска ми вика, твое е само да купиш мотор. Другото е све трошковите наши. Значи, котизацијата беше тогашни 11.000 евра. И доаѓа, тие ми се јавува таму, од Франција беше седиштето кај што можеш да се пријавиш. И се јавува и ја викам утре, заутре, вика, вика, теја нема уплатат. И ја лево, десно и после ме фати инет. Викам, ја, што сум, еским? Кого представувам? Значи, никој не сака да ти помогне, а ја довеше имам уложено огромна сума на пари, која што ми пропадна. Сега да ти кажам, мотор од 12.500 евра што го купив, го продадов 5.000. Знаете што значи? Ја во животот не знам колку мотора сум имал. Ама на ниеден не сум заработал. На свите сум изгубил. Можда со 30, 40, 50 мотора. Кај што на ниеден сум купил Honda од Мак Петрол, тогашни марки 11 или не знам како го продадов, за 2 години го продадов 4.000 марки. Значи не сум заработал ништо. Значи и туе ми е грешката кај што ми вика човекот, ми вика после тоа ќе ни бидеш тренер на репрезентацијата на малите, на пионерчињата и плюс ќе добиеш вика путовница по нашиот пасош. Не. И ден денеска видиш колку ме коштата нивниот пасош што го немам, значи ден денеска. Кој е најголемиот потфат што го имаш направено? Што сметаш за најголем успех што го имаш направено во кариера? За најголем успех што прво никој не веруваше дека кола може да се качи на Титовар. Значи на покојниот Злате, значи ми бил многу голем пријател, мене и сум имал посебен муавет со него. И му викам, а стварно за кој се качи со мотор, му викам, Злате, сакам без со мотор да се качим, ќе дое македонска телевизија и Сашо Панов да снима, ќе ни даеш камера, ме загледа малу ваќе чудно, како бе со мотор, викам со мотор. Вика, нема проблем. И се сеќам ми даде снимато. После доаѓа, он ми се јавува, ми вика, слушам низ град, ќе си се качил со кола на Титовар. Да вика, ајде вика, како качиње со кола на Титовар. Викам, ќе се качим, ти гарантирам дека ќе се качим. Никого у Македонија не му беше, значи несватливо беше дека може да качи. Тоа е за мене, знаеш кој, успомена која вечно ќе ме такво и успеав. Значи успеав, ама и ми помогнаа тие другари што дојдоа со мене, што требаше, успеав, се качив и тоа ќе биде доживотно нешто што ми да. А иначе ако збориме за брзините, првиот слој на нов асфалт што ќе се стае на Гостиварскиот пат, првиот ден уште, утредента, значи ќе го оборим рекордот, стариот рекорд од 3 минута и 40 секунда. Значи ќе го оборим тој рекорд и ќе го извозим. Значи, ова е држава, ние не можеме свите да знаеме, да играмо фудбал, ракомет, кошарка. Значи, зашто ова е држава не престаза? Затоа и луѓето излагаат. Значи, тоа е, не може од 40 години да нема кај да тренирам. Значи, мене едно тренирање да отидем било каде негде ван државата ме кошта 2000 евра. Значи не е тоа тек така само отиде. А да не збориме спремање на гумете. Значи 11 старта као пример ќе ти ги кажем, ги фрляш 2 гуми. А 2 гуми, задњата кошта 300 евра, предњата кошта 200 евра на моторот ти збори. Значи ги фрляш 11 старта да имаш. Тоа ти е како пример. И добро, еве кажавме дека нема кај нас стази кај да се тренира. Како се подготвуваш, значи за трка, еве како се подготвуваш и за искачувањето на Титовар со возило? Ајде да кажем, значи за моторите секогаш гледам прво да не наштетим сообраќајот и претежно ако тренирам ураните утрински часови, значи ураните утрински часови се знае, путот е празен, а и тој што треба да е на путот, треба да биде дома да спие, значи, разбираш? И така да сакам да ти кажем, тогај наоѓам, мада луѓето вика, ајде сега имаш ти више години, доста е, значи ова, она, не треба и ред други. Прво од покојна мајка ми и татко ми, до ден денеска на родбините, никогаш никому не сум кажал кај сум отишол ван државата. Никому не сум кажал. И јас заради тој мотоспорт у мојот живот, 30% сум спиел дома само. У мојот живот, 30% сум преспал дома. Ради љубовта кон моторот и се што е поврзано со брзината. И значи јас секогаш
гледам да не нашетим у сообраќајот, а да успеем, значи да знаем, значи вие морате да знаете да се држите на 270-280, ама не само да дојдете да. Значи да се држиш 2, 3, 5 минути, да можеш да се држиш, да значи да го осетиш, да прешалташ на пример на брзина која што од до, која што многу треба да си спретен у целата таа работа. Така да тоа мене единствено ми представува нашите значи автопатот кон Скопје до Петрол Компани ми може да ми одговара или автопатот ето во Гостивар. Во автомотоспортот како тренинг се смета само возењето или има потреба и од физичка подготовка, психичка подготовка, одење во теретана, вежбалница, дали е потребно и тоа за да се биде добар тркач? Види, јас да ти кажем, како што ме гледаш, не сум некој билдер, ама по секој повреде што сум ги имал многу, кој ќе отидем некој масер физиотерапеут, он ми вика, бе, ти имаш едно чудо од мускули, вакви вика, никој не ми дошол, знаеш, посебна некоја градба има. Вика, така да, значи, ја не сум некој, знаеш, овие поќе што ќе разбира ако, значи, анатомијава на човечкото тело, вика, ти си многу жилав човек, како жилав, значи, и можеш да издржи. Ја тврдим дека сум човек кој што може у оваа Македонија највише бол да издржи, значи, бол кој што некој не може ни минут да го издржи, а не ја што сум доживел. Значи сум доживел падоите што сум ги имал, значи од малиот прст повреда до черепот, многу биле страшни со болка. Значи завршувале, сум ги пробал, значи свите и спинална, и локална, и целоста анестезија, значи сум ги пробал и знаем што изгледа. Пред да те прашам за повредиве, прво да те прашам која е најопасната трка на која што имаш учествувано? Види, најопасна трка кај што сум учествувал, значи, беше една оден автопатот во тројке. Значи, тоа ти се тројке кај што нема место, значи... Тоа е со мотор? Не, со коле. Со коле, значи, тоа било, значи, тројка на возила и сум гледал максимално да ги исподшитуе, значи, правила од тоа, ама кој доаѓам, значи, на стаза, више немам респект према никого. Значи, ако сум подобар, дозволи ми да те пројдем, а немој да ме го ометаш путот. Значи се сеќам дека вака беше БНВ, Форд Косворт и ја, тројка. Форд Косворт некои италијански таблици имаше, беше прилично јак, ама дојдовме до некоја си брзина од негдека од 260 до 270, кај што тој више гледам ја губи снагата, а ја имам више 6 брзински мењач кој што и у 6 е многу јак. И ја доаѓаме до таа брзина и тој не сака да ми го пушти путот, значи се дешава до бетонскиот зид. И ја прешалтав, се сеќам многу добро, како сега, од петта прешалтав у трета, па четврта, за да добием сала и само го гурнав него. И тој, знаем, видов на ретровизор, после се залепи до бетонскиот зид, почна искре да излага од неговото возило, ама го поминав, ама и мене почна возилото, че ми излезеше од контрол, ама го додржав. Сега кажа дека имаш повеќе животи од мачка. Какви повреди имаш, значи, и како се случиле тие повреди во текот на твојата кариера? Значи, повреди јас што ги имам, значи, како што наведов, од малиот прст до черепот. Значи, имам пат и у провалија од 20 метра, значи, ама имам пат и у провалија на ендуро надпревари од 80 метра. Значи, кај што стварно, сега, знаеш, се сретнав со еден доктор на стража пред 2 години и му викам, бе, докторе, зошто бе ваќе идем некако чудно? Па вика, ја кога те знаем, вика, све ваќе на мотор седиш, вика. Како сакаш да идеш, вика. Он ми вика тоа. Значи, имам падој, ја ќе ти кажем, имам удар у бетонски зид кај автопатот, пак не по моја кривица, со мотор, со 260. Успеав да се држи, комбето ми ја пресече патот. Значи, од локалниот пат на автопатот се уклучува и доаѓа директно, а празен беше, немаше никој. Доаѓа на моја брза трака. И јас нема кај да побегнем, значи зидот го фатив и кај него комбе. Од оваа страна само го искршив ретровизорот на тоа, а оваа страна се ољупив целиот, ама се додржав. Значи, делот од секундата ми кажа дека не смеем да закочим. Да закочев, ќе бев, значи, многу далеку од овој живот. Значи, разделен од животот. Тоа е една работа. Како дете многу интересно сум паднал, тука мојата улица кај што живеем ја,
Значи, кај што живим ја, тоа кај црквата нагоре, Богородица. Значи, од туека го поправав како дете, 17-18 година, лето беше, и комшивчиња деца околу мене, старите тия мотори, нема е како сега со глицерин, беа со шипка. И се сеќам дека го наместив моторов, од желба голема да го пробам, го носим горе од улицата, од кај црквата, влезната врата, и викам на децава да ме гурат, да запали моторот. И они ме гура да запали, моторот негде на пола улица запали, и ја пробав да сум забрел да го заштрафим штрафчето од позади за кочницата. Јас стискам на кочницата пропадна. И ја како што е доле кај мене право реката. Значи, сега реката не ја гледа, сега е нивото на реката качено. Сега ја туека кај што сум ја паднал е негде кај 6-7 метра. Тоа беше многу поголемо. Тоа беше можда 10 метра. Ама среќа од тоа време туе беше чатмата од колтук праја за купање и немаше многу деца и паднав у водата директно до згора 10 метра доле, ама длабоко беше и не се повредив, нешто се олјупив, така да ми помогнеа деца 2-3 што се бањаја туе што се купаја, го изводивме моторот туе. А иначе сум паднал кај Јелак, значи страшен пат туека, у ноќ сум паднал и сум останал негдека до 2 саат навечер у провалија кај што беше старата, значи куќата Јелак, тя граѓаниве и планинариве го знаа, у провалијата доле туе сум паднал, значи многу лошо такво, не сум можел, моторот 150 кила нема шансе да качиш назад. И се сеќам туе паднав многу лошо, а беше негде 2002 година, почна и дожд да врне, ја горе сам, мобилниот когај фаќаја на некој дел, тоа е време фаќаја, не фаќаја, и се сеќам дека негде кај 2 сат слушам некој гласој кој гледам од оздолот, од кај Јелак, оздоло од кај Бродец што иде путот према Јелак. Слушам коњи и луѓе. И кој им се појавија од 2 сат пред нив се уплашија ти, ама и јас се уплашив, а ги слушам. И гледам некој, веројатно што имале горе бачило некој со коњиве иде нагоре. И заправивме муабет како што, викам да ми помогнете, одма се нафатија луѓите и стварно со конј пуштија 2 длаги јужиња надоле, ја го вржав моторот за воланот, го исправив, тој со конјот ме повлече нагоре 200 метра, го исправив, го дигнав и дојдов без светло, без ништо, само го запалив моторот, се сеќам дојдов тогај од Јелак до Тетово без светло. Не знам дали се гледа на камера, меѓутоа еве може да видам дека коленото ти е вржано. Од што е оваа повреда? Тоа ми е стара повреда кај што на еден надпревар, кај што ми е, уствари ова колено ми било за сега 3 пати у лонгета, 2 пати у лонгета, еднаш у гипс, и сега ќе ти кажем за повреда која што, значи на кај Шапка путот, тргнав на кај Шапка путот и значи почнав да ги фаќам кривините и на една од кривините, на една многу оштра, веќе имаше песок фрлено и мене предното тркало ми лизга и како што сум паднал, сум го повредил коленото, тоа е првата повреда. Која што, сакам да се надовржем со тоа што со тогаш покојниот Перо ми вика, ми се јавува кај си, но викам дома. А мене као петок ми ја стаја у лонгета, значи у лонгета ногата, а ми се јавува Перо као неделја и ми вика, другата неделја идемо на трке. Да знаеш, спреми се. Абе, не можем, викам, како ќе идем со гипс ми е ногава, вика. Мора да дојдеш, вика, мора да имам чистац, значи, мора, значи, знаеш, тоа е работа кај што секој клуб кој такмичи увек има двајца возачи кои меѓу себе договара едниот да попречуе на другите, на добрите, а едниот да му биде чистач за да избие напред. Вика, сакам да се, значи, он имаше и добри мотори за тоа време, и вика, ти ќе ми бидеш чистач, вика, ја да, тако. Ами викам, не може му гипсви, викам, и плюс ако кажем дома, ќе ме утепа, вика. Мајка ми, татко ми. И татко ми, кој ми овиде моторот, викам, ми го заклучи, не ми го заклучи мотор. Не, ќе дојдеш. И се сеќам тоа да скратим целава работа, моторот ми го заклучил татко ми за Лозница дома. Значи ми го заклучил. Ја не можем како да го направим и чекам да отиде, они отидне на работа. Лозница, знаеш, стара тетовска, 100 години стара, не знаеш како да... И ми текна зидов пила, малечка, ги се го в Лозницата, го извади синџирот, га вратив назад, га покрив со земја, дојде Перо со комбито, он имаше едно комби ИМВ, се сеќам, како автобус. Моторите унутра, ранецот, јас со мене и со него. И тогај ми вика,
Абе, викам сега што ќе правим, ја вика ќе ти го извадим гипсот, немај гајле. И ми го извади стварно таму гипсот од позади со ножичке за кроење лози. Така од позади ми го исече, го извади и ја возев тоа, гледам ногава добра ми. Возе. Вечерта ногата мене ми помодри. И викам сега Перо што правиме, не можам да вози. И се сеќам како тогај, кога дојдовмо да га ставам лонгетава, сега не ми влага ногата. Викам, дома како ќе идем, викам. Знаеш, успеав со 300 муки. Значи, тоа се доживљаи кои што, знаеш, се памта. Значи, се памта доживљаите. Јас сум се разбудил на пола, која ми ја шиеле главата, сум се разбудил на пола, анестезијата не била успешна, веројатно. Ја ги отворам очите, гледам нешто ми прави главата, так. А отворам очите, нешто зелено платно на мене. И тогаш сватив дека ми ја шија главата и не сакав чекав да доврша, значи главата да ми ја сошија и таче да се они кои ми ја трна медицинската сестра, така, вика ти си се разбудил, да, вика. Таа се многу доживљај, многу падој, многу страшни се тоа болке кои што треба да ги истрпиш, психички многу треба да си здрав, да издржиш тоа, значи. Јас се израчунав скоро, од 42 години, околу 3,5 години ми прошле, значи, у повреди. У рехабилитација. Не спомна ти, ево ја ќе те прашам. Да ни кажеш за падот со попот? Тоа е една од, значи, тоа е една од моите, како неискусен, значи, тоа време, дечко, а дојдов до убав мотор, вистина, јак, многу желба да го возим. И се сеќам дека, како сега го зедов моторот, го запалив од дом, мерак, што да ти кажа. И трнав од озгора по улицана, од Караорман, како што слага излегов на ове, кај доктор Бране надоле, и туи кај џамијата, одеднаш се појавува погреб. Погреб, ама знаеш, тоа време како си идеше, погреб, се правеше на покојникот 6. Знаеш, и тие што не биле поканети на погребов дошли, разбираш? Колку сакаш луѓе. И ја гледам, тоа е еден, дали да га чекам се групава, загледав, тоа кило на 19 до доле до плоштад, се црне, свите облечени, тоа црно, даркери свите, значи, плача и тие што не треба да плача, свите плача. И ја викам, дали да пројдем сега пред Попов, дали да не пројдем, викам, кој ќе го чека редот, и ја газ, го спремам, и викам пред Попов ќе пројдем. И ја што побаргу да пројдем, дадов многу газ, брго го пуштив такво комплуго, моторот ми се дигна на едно тркало, ја на кај Попот, почна Попот лево, почна десно, ја право у него, се сеќам се преварти Попот, тоа прашина, ја паднав таму, ама, знаеш, истрчав, знаеш, опет можеш малку хуман да си го сеќам тоа, луѓите почнаа да вришта, да бега кој лево, тоа луѓите совенци се разбркаја натаму, ја дојдов, се сеќам Попот, као сега се сеќам го, влечем го допред до зидот од џамијата, туе га ваче, тој очите ка флипер, само бело му се. Најдов, се сеќам, кондура една му облеков, му најдов шеширот му беше, му оставив на глава. И у тоа време, да ти кажем, не знам, го запалив моторот, побегнав, отидов на Шапка. Ка сега се сеќам, до вечер седев. Вечерта дошла полиција, ме тражила дома и татко ми вика, одма да се јавиш. Јас имал татко, еден многу мирен, многу поштен човек. Одма да се јавиш, вика, 5 пута те тражи полиција. Идеш да се јутрената идем. Ја рекол се, кој ќе се расправа со полицајци? И ја идем таму, дежурен, идем кој таму, некој си, не знам, се сеќам кој беше начал. И ја мислим се че почне да ме кара, ама тоа уште комунистичко време беше, некако црква не ја поштујати. И тој ми станува началникот, тој ми дава рух. Аубе цврст, поп ми вика, јако. Попот беше дома? После се оправи Попот, ете тога и се сеќам и дедо ми имаше тачи респект, такво, тоа и тачи ка смирија работата со Поп и тоа. Има многу доживљаја, значи, у животот со овие мотори, значи, сакам да кажем дека мотособирите, значи мотособир, жално што кај нас нема мотособири, мотособирите са чудо од нешто да учествуваш на мотособир. Кај нас прашање са 2 дали има у година. Хрватска имаш годишно меѓу 50 и 70 мотособира, Словенија исто, Србија исто. Значи, ние сме жално што Македонија
Има добри возачи, не може да го докажа тоа. Значи, и Тетово има добри возачи, нема кај да го докажа тоа, жално. Значи, и ми останавме најназад у мотоспортот и не верувам дека ќе отидемо напред, како што ни се гледа работеве, жално, ама вистинито, што ете тоа ни се дешава во мотоспортот. Ги кажавме успесите, ги кажавме и повредите. Според ова што го слушнав, страв немаш од ништо. Меѓутоа, што би им порачал на младите, значи? Дали да возат брзо? Дали каде да тренираат? Дали во градски сообраќај треба да се вози брзо? Малку околу безбедноста во сообраќајот. Зашто обично меѓу народот, ове со моторот ми смета, само возат брзо, се однесуваат лошо. Што би им препорачал на младите, како младите возачи, како да се однесуваат во сообраќајот, како да возат? Види, значи, ако имаш возачка дозвола, не значи дека знаеш и да возиш. Значи, тоа е само легитимен си такво учесник во сообраќај со возачката дозвола. Значи, кај нас проблем кај моторџиите, знаете што е проблемот? Што се како малите деца. Значи, сака одма да трча. Уште не научиле да ода, а сака одма да трча. Така и кај со моторџиеве кај нас. Се качи на мотор и одма сака брзо да вози. Значи, јас сум бил учесник и сум видел и сум прв сум истршал да помогнем на луѓе кои животот го изгубиле. Јас сум видел прв пат у живот сум видел дека ljudsko, човечко тело може толку крв у него да има, да тече од него трк. Значи, жално ќе ти кажем, ја прв истршав на едно детенце пред 2-3 години, погина онде кај Пунто Верде, ја прв истршав, многу жална слика, многу тешка слика, се сеќам, детето така, многу полако возеше, како се удрил, после каже као кој паднал ради немал каци, го удрил со главата у фелната од паркирана кола. Јас толку крв не сум видел од кај вратот негдека да штрка како со црево да прави. Ја истрчав прв, све ме направи тоа. Значи, све ме направи тоа крв, така да сум учествувал у целата таа да му помогнем на детето. Значи, сум учествувал кога погинале исто двајца луѓе, кога сум сакал да го подигнем, кога гледам телото обратно од нозете свртено, сум го да му ги поместим нозете, ногата излага од фармерка. Тоа е страшно. Значи, тоа са повреде кај што од уста излага крв, од уши излага крв. Тоа е, значи, да видите, тоа е страшно. Значи, пораката да се вози безбедно? Да се вози безбедно, али мора да се има опрема. Значи, дефинитивно, кацигата, значи, дали ти од дома излагаш без кондури? Не. Така да, ако си моторџија, и мораш да га земеш кацигата. Не дека јас сум монах, сваќаш, па ја не правим грешка, и ја правим грешка, ја излагам. Значи, никој не сака да ја носи ради вручината, претежно не ја носа, или отфаќа место, али кацигата е многу битна работа, рукавиците и заштитници. Тоа е битна работа. Че така треба да се однесуваат моторџиите, меѓутоа ти го возеш автопатот Тетово Гостивар со затворени очи. Како беше да се вози автопатот Тетово Гостивар со врзани очи? Со која брзина и како се подготвуваше за тоа? Видите, знаеш, и тоа исто им беа скептици луѓите, знаеш, ама ние мора да знаеме, значи, кај нас ми имаме многу добри спортисти, кај што имаме многу и луѓе, како да ти кажем, што не може да го преболја успехот на секој спортиста у градот. Значи, ја имам голем респект према многу спортисти кои допринеле за овој град да се афирмира. Значи, ја имам респект многу и ги почитувам максимално, значи, луѓето. Али имате група на луѓе кои што, како да ти кажем, значи, да ме разбера мало луѓето, веројатно цел живот трчаа по Аладина и да га фата ламбата негова и златна рибка за да имаат да им се оствари животот. Значи, за нешто да успеш мораш да работиш, мораш труд да внесеш, мораш финансија да внесеш, разбираш? Јас, например, морам да кажем сега, да не биде као реклама, значи, мајсторите на авточајка, значи, морам да ги пофалим. Значи, професионалци, не верувам дека некој у Македонија може да извади и да стаја мотор од Порше за 3 сата. Значи, ја го зарибуем моторот зарибуе, ми треба за вечерта колата, поново, значи, мајсторите го места за 3 сата. Тоа е
чудо невидено, значи. Туе морам да, значи, тие ми се како другари, а и многу ми помогнале. Али све тоа искуство, пракса, која што те наведува до саканата цел. Сега, знаеш, луѓите почнаа, некој му кажува со телефон, тој напред со колата му кажува, го слуша звукот од зидот и но ја сум кажал, значи 4 работи сум ги кажал, едната не ја кажувам и не сум га кажал. Ја 9 пута, значи ја сум го викнал, мислим дека тој Зец беше снимател, сум го викнал, дојди да ме снимиш, влези напред у колата пред мене, тој што возеше, му кажав до која брзина ќе вози и јас се качувам, значи ја 9 пута сум го извозил целиот, не тоа тек така, ама гледачите, знаеш, се габуни сега тоа. Значи ја не сум возел повеќе од 25 км на сат. И како го возим, еве сега уште еднаш ќе кажам, аз сум го кажал на свите телевизија кај што сум бил низ Македонија. Значи за мене пишувал Allgemeine Meine Zeitung, значи за овој подвиг и пишувал човек без кочници. Значи многу овие реномирани новини пишувале за мене електронски медиуми, свите околу држава. Значи јас сум прво пред се, значи гасот што е на такво сум го лимитирал до кај сме да иде. Со таа брзина што е стаен на нога, значи и гасот не ти дава повеќе од 25 км. Прво туе сум го лимитирал, сум синхронизирал возењето, прва работа. Втора работа, сум ја испуштил предната гума од 2 на 1 бар, за да можем кај што камионите и автобусите направиле, нели, бразда, дупка. И сега ти кој возиш низ дупката, а гумата е мека, ако проба да излезе од такво, она одма ти сигнализира на воланот, ти го осеќа трзањето и ти пак го враќаш назад у тоа и така иде тоа возењето, ама е 25 км, значи, и равнотежата е многу битна. Значи ти кога го ставаш кацигата, значи вржани очи, дома да пробаш самиот, вржани очи со крпа и затворени очи е разлика на очите кон мозокот. Значи, различно функционираат очите кои се вржани и кои се затворени само со темно нешто. И затоа кацигата, значи ја затворив со темно, ја пројдов да не има ништо на нега со спреј и така може да возиш. А ако ти се затворени, не можеш затоа што немаш равнотежа на моторот. Значи мозокот ја прима равнотежата. Значи јас сум се спремал за тој подвиг цели 4 години. Пред крајот сме уште неколку куси прашања. Омилен автомобил? Па види, ја ќе ти кажем вака, значи омилен автомобил, значи ако модата е Италија, значи модата е Италија, автомобилите се Германија. Али моторите, значи секогаш се, значи можеш ти да си земеш жена од село, ама мотор се зема јапански, да се разбере. Тоа е крај. Значи моторите се јапанците, колите се немците, а модата е кај италијаните. Конкретно? Порше. Значи јас цел живот, значи ради интерес на време и нема кога сум отишол да го купувам у Бања Лука, значи у Јајце, сум отишол у ратно стање да купувам кола. Знаете што значило? На автопутот кој сум се враќал назад, од Белград иделе према Хрватска иделе тенкови, борбени возила, а јас со кола сум се враќал назад. У ратно стање, знаете, колка сума на паре сум зел со мене. И се сеќам како сега ме допреа 3 пута со браде, со кокарде. Да ги видиш, страшно да ги видиш, а не као, значи, ајде Македонија, што е, купио си ауто, ајде да нас почастиш. Знаеш, и сега вика, мие на македонски ќе кажем, мие пиемо кафе, ама на 2 спрата да е големо, вика. И ајде да не почастиш, тогашните, као, например, 500 марки не коштае многу, зашто тоа беа инфлацијата ги јадеше парите и се сеќам 2 пати сум платил за да донесем аутото до такво. И денеска јас сум рекол, јас сум за тоа ауто многу емотивно вржан, многу, премногу. Ауто кој што никогаш на пут не ме остајало, значи, никогаш се дешало ситни кварови, ама да ме остае не, значи. Тоа ми направило 164 победи. Значи, ја нема и на, како да кажем, никогаш друг сум жив да го продадем, никогаш. Значи, се уште е јако,
се уште може да се супростави, значи 8 цилиндар мотор, 420 коња е респект. Така да за секојаш за мене ќе биде тоа. Омилен мотор, фирма? Па види, тие увек са, значи, моторите кај јапанциве, знаеш, и тоа да го кажемо сега, значи, до пред 20 години можеше да видиш на мотор 320 напишано. Четирите фирме јапански договараа меѓу себе, чисто ради безбедноста, да нема више бројка над 300 напишано. Значи, имаш 280 и цртице до 300. Тоа е договор меѓу осигурителните компании у Јапан и безбедноста на луѓето. И од тога и више уназад 20 години вие не можете да видите мотор кој што му пишува над 300. Значи и мојот не е над 300, ама има црте. Така да луѓите мало им доаѓаат чудно, вика, бе како сега моторот викаш иде 323, а овде е само 300. Значи тоа е договор. Значи они имаа борба меѓу себе, значи меѓу ривалство, кој моментално ако зборимо, наиздржлив мотор е Хондата, а најбрз мотор е Кавасакито. Значи тие се два мотори кои што и овие другиве се добри, значи и Сузукито е добро, и Ямахата е добро, али овие у моментов уназад 5 години преднече. Овие два типа на мотори. Сигурно следиш и што се случува во светот на автомотоспортот. Омилен Формула 1 возач и омилен Мото Гран При возач. Мото Гран При секој ќе ми биде Роси, значи има посебен стил, значи ако го разбираш возењето, тоа е чудо, тоа е невидена работа. Ама ќе кажем, сум се упознал со светска звезда у мојот живот, за жал и тој е покоен, Фабрицио Меони. Значи Фабрицио Меони сум се упознал у Хрватска со него. Тој е човек кој што погина и кој што единствен на Дакар возеше илјадарка КТМ. Тоа е страшно да возиш илјадарка. Знаеш колку е тежок? 250 кила мотор. Сега више се лимитира и он погина со моторот. Он возеше низ пустиња, низ песок, значи 180. Знаеш што значи? Као да возиш низ магла. Истото. Да возиш низ магла 180, а не знаеш што има. Ме разбираш? Тоа е, значи, он ми бил идол за ендуро возач, овој ми бил за Росита такво, а ваму бил за жал Шумахер кој што стварно бил и тој чудо, но мислим нема како него више никад да се роди возач. Се поклопуваме и кај Формула 1 и кај Мото Гран При и со Шумахер и со Ферари и со Валентино Роси и за крај последно прашање. Дали може грубо да ни кажеш колку средства имаш потрошено, колку имаш вложено во автомото спортот? Значи, јас сега ќе ви кажем за последното, значи да го купим последниот мотор, јас сум продал стан. Разбирате? А претходно за тие 40 години колку што сум уложил, значи сум потрошил 2 петособни стана у центару Скопје. Толку сум потрошил, значи пари. А колку ти се има вратено тоа? Само ми се вратиле, значи, славата што сум го добил. Знаеш, некој, знаеш, респект у Македонија према моторџија нема. Ама славата што сум го добил ван нашава држава ми донела, ете животниот, значи не сум имал монотон живот, значи тоа е многу битна работа. Значи вие имате луѓе кои што има реноме и не знам звање и ова, она, ама пола азбука не го знае, ме разбирате. Што да каже? Значи имате луѓе кои што биографијата и на А4 формат до пола не може да му ја наполни. Значи, јас сум една голема енциклопедија во се. Значи, ја морам се да знаем, не смеем да не знаем. Разбираш, се ни животот и кога и сум имал и успони и падови, ама секој сум се додржувал на такво и не ми биле битне. Значи, парите, да знаеш дека како помлад, да знаеш само понекогаш ќе те прават среќен. Не и стално, да видимо. Значи, сиромав и среќен истовремено не можеш да бидеш. Значи да си знаеш дека подобро нешто од здравието на еден човек, тоа е најголемото богатство, ја го кажем од моје искуство, значи нема, здравието е богатство невидено, со непроценлива вредност. Горан, ти благодарам за гостување. Благодарам и за што ме поканивте. Ете кажав, значи секој ќе бидете информирани за се понатаму што ќе биде.
а не можем да открием, значи, што се спремам. Оваа година ме попреши за еден рекорд, сакав да го оборим. Не падна снег, значи на автопатот од Гостијар сакав да постигнем брзина на снег, која што имам постигнато околу 245. Али ќе го оборим тој рекорд, а иначе ќе направим рекорд, нема да открием, од една држава од друга, со која брзина ќе дојде. Значи, да благодарам уште еднаш. Тоа беше се во денешниот тајм-аут. Ви останете да гледате Кисе на Нава телевизија. Се гледаме следниот петок. Довидување.